Реформите во здравството некаде вродија плод, но некаде го закочија здравјето на пациентите. Најслаба карика во системот на спроведување брза и навремена лекарска контрола е закажувањето со мој термин. Гротото присутни на денешната средба во Виница преку лични искуства ги потврдија недореченостите со овој проект. Приватни специјалистички ординации во Кочани го наплакиле прегледот на крводарители кои се ослободени од партиципација. Руралните средини во кои нема матичен лекар и аптека се соочуваат со ненавремено користење на акутната терапија од страна на хронично болни пациенти. Личните контакти беа искористени за укажување и сугестии до надлежните каде затајуваат локалните здравствени служби. На средбата на пензионерите од Виница со представници од Фондот за здравство во Скопје беа презентирани правата од здравствено осигурување и користење на ортопедски помагала, како и образложени процедурите за користење на лековите кои одат на товар на фондот. Фармацевт Христина Тосевска ги објасни обврските на матичните и дежурните лекари во делот на препишување на рецептите, но и обврските на аптеките при издавање на лековите. Доктор Ана Филиповска даваше совети која е постапката за да се стигне до ортопедско помагало. Ова е прва ваква едукативна, но интерактивна комуникација на пензионерите од Виничко за прашања со кои најмногу е засегната оваа возрастна популација, а е реализирана со подршка на подрачната единица на Фондот за здравство и здравен дом. Многу добри информации беа дадени состојбата со лековите, снабдување на лековите, цените на лековите, достапност на лековите, лекови за рурални средини и така натаму, што произлезе добар интерес од присутните и беа поставени доста прашања кои беа забележени од страна на присутните од Фондот за здравство и обеќаа дека тоа ќе се пренесе горе на ниво фонд и влада и веројатно некои наши забелешки ќе бидат прифатени. Едукацијата на пензионерите продолжува на нови теми од областа на интерната медицина, кардиоваскуларните заболувања, дијабетесот, за што веќе се договараат термините, а пензионерите ќе бидат дополнително информирани.